Добар ден, почитувани. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Ова е девизата на Протектор, а токму денеска ќе проговориме на неколку теми кои што се застапени во однос на работата на Протектор, друштво за застапување во осигурувањето со седиште во Прилеп. Тука со нас е Лина Димовска, која што е застапник на ова друштво. Минатиот пат говоревме на поинакви теми, а денеска во програмата Радио што се гледа ќе проговориме за автомобилската одговорност, за зелениот картон, за каско осигурување на автомобили, кои се кариерните можности во Протектор и воедно ќе проговориме и ќе подсетиме дека овие 2 седмици практично се глобалните седмици посветени на парите. Добар ден и добре ни дојде, Лина. Добар ден, добро ве најдов горде, ви благодарам за поканата. Токму, иако е април и време да се говори на теми кои што се поврзани со патувањата, бидејќи не очекуваат летни одмори и празници кои што доправа доаѓаат, иако времето не е такво за да се прават такви планови, но мора собствениците на возила да се подготвуваат во однос на овие патувања и токму првата тема ќе ја поврзиме со автомобилската одговорност и со полисите кои што Протектор, како друштво за застапување во осигурувањето, ги прави со собствениците на возила, а тоа е практично задолжително нешто што е според закон. Што опфаќа автомобилската одговорност и зошто собствениците на возила мора да имаат такво осигурување или таква полиса? Без полисата за автоодговорност, собствениците на возила нема да можат да го регистрираат своето возило. Значи, овој вид на полиса е задолжително осигурување кој што мора да го имаме доколку сакаме да го регистрираме автомобилот и да може да управуваме со него. Протектор во однос на овие полиси за автомобилска одговорност посредува со осигурителната компанија Македонија осигурување и практично ние посредуваме меѓу осигурителната компанија и потенцијалните осигуреници кои би имале автоодговорност кај нас, односно во осигурување Македонија. Она што треба да го истакнеме, а гледам дека голем број од потрошувачите не го разбираат, е тоа дека автомобилската одговорност е наша законска одговорност за штети што ние со нашето возило може да ги предизвикуваме кон трети лица. Во ова полиса се вклучени нарушување на здравието кое би настанало кај оној кај кого сме предизвикале штета во случај на сообраќајна незгода, нанесување на телесни повреди, смрт или оштетување или уништување на возилото од третото лице. Како трети лица тука се подразбираат возачот, патниците, пешаците на другото возило и неговото возило. Како дополнителни покритија во ваквиот вид на полиси може да се вклучи осигурување од несреќен случај, односно осигурување на возач и на патници во незгодата, така дополнително би се заштитиле ние како возач во возилото и нашите патници, затоа има одредени доплати, секое покритие има различна доплата, најчесто ние ја препорачуваме тарифата 100 со 200.000 евра во случај на настапување на смрт или повреда на возач или патници, тоа кошта околу 260 денари, дополнително покритие. И како дополнително покритие тука можат да се вклучат стаклата на автомобилот. Значи тоа не е во она задолжителна полиса, туку оние што тие се дополнителни покритија. Каков е интересот од страна на собствениците на возила? Дали воопшто се свесни за овие ризици кои што можат да настанат и колку прилепчани во случајов сакаат да ги искористат тие дополнителни можности, бидејќи, како што знаеме, голем дел од нас, јас како собственик на возило, и не ги знам тие услови под кои се склучува автомобилската одговорност. За среќа, возачите во Прилеп се свесни за да ги заштитат и да се заштитат и себе си како возач и патниците во своето возило, па речиси во сите полиси е вклучено дополнителното осигурување на патници. Не се сеќавам да сум имала полиса во која што патниците не биле вклучени, дури да гледам дека кај осигуреникот настапува некоја дилема дали да вклучи или да не вклучи, ќе му понудам некоја ниска тарифа
која што е 50-60 денари, во тој момент една незначителна сума која што во случај на незгода може да значи многу. Да, секогаш треба да се има во предвид со оглед на сообраќајната култура во наводници кај нас и патната инфраструктура која што ја имаме во Македонија. Она што се наметнува како прашање во овој случај е често пати се случува доколку има одреден судир на два автомобили или пак при паркирање заедно низ улиците на градот, се договараат возачите. Значи ли тоа дека вие во случајот не сте вклучени како осигурителна компанија за да може да исплати штета во тој случај? Тоа останува на возачите, на учесниците во сообраќајната незгода. Доколку тие усно се договорат, не знам, доколку некоја е ситна гребаница, може да се случи и некој да не побара да се исплати штета, да ти каже уживај, нема никаков проблем, тука не ни знаеме што се случило. Меѓутоа, често во случај на некои поситни сообраќајни незгоди, гребаници, случајно потфаќање на автомобилот при паркирање, тие имаат можност да направат еден европски записник кој што оди во прилог на полицата. Сега, од моментот на настанување на сообраќајната незгода, настапува осигурителната компанија. Значи, тие треба да направат еден европски записник, да не ги санираат штетите на автомобилите. Од осигурителната компанија најверојатно ќе испратат проценител кој што ќе види и ќе слика на лице место колкава е штетата, каква е штетата и по тој основ ќе се исплати штета кај она лице кај оштетеното лице. Значи, јас ако сум ја предизвикала сообраќајната несреќа, не треба да очекувам дека ќе имам исплата од мојата осигурителна компанија. Туку мојата осигурителна компанија ќе се погрижи да ја надомести штетата на она лице кај кое што сум ја предизвикала штетата, сообраќајната незгода. Сега тука препорачуваме доколку станува збор за поголема штета или не дај Боже има некакви повреди, да се повика полиција, да се направи еден полициски записник врз основ на кој што осигурителната компанија понатаму ќе ги прави покритијата. Значи, во случај на настанување на штета, јас ги упатувам нашите осигуреници во осигурителната компанија тука во централата во Прилеп, како да се обратат и да видат како понатаму да постапат. Така. Значи, во случајот при одредена несреќа, дури и да нема записник од полицијата, постои тој така наречен европски записник, во тој случај доаѓа осигурителната компанија, човекот таму представник, за да може да ја утврди штетата и на лице место да се утврди на каков начин ќе се исплати штетата која што е предизвикана од оној кој што ја има, што ја предизвикал практично штетата, додека оној што како причина бил за штета, нема да му се исплати штета. Така. Предизвикувачот на штета кај автомобилската одговорност се заштитува себе си, да не мора тој да ја покрива штетата која ја нанел на другото возило, туку осигурителната компанија ја презема таа одговорност и ја покрива штетата на оштетениот. Така. Имаме прашање, предпоставувам да чуеме за што се однесува? Зоран, ми се случи провала и кражба во автомобилот и не добив исплата од осигурителната компанија. Како е кај вас во ваков случај? Така, значи, како што претходно напоменав, граѓаните често ги мешаат каското осигурување и автомобилската одговорност. Значи, ова беше и следното прашање практично така, за каско осигурување. Доколку автомобилот на Зоран има каско осигурување кое што покрива штети од провала и кражба, тогаш треба да има еден полициски записник кој што ќе го достави до осигурителната компанија. И во тој случај исплатата на штета ќе оди во договор со осигурителната компанија. Меѓутоа, доколку нема каско осигурување кое што вклучува покритие од провала и кражба, нема основ врз кој што му се надоместила штетата. Да, тоа и практично е второто прашање во однос на темите кои што ќе бидат офатени со овој разговор. Значи, досега зборувавме во однос на офатени ризици со кои што се покрива автомобилската одговорност за предизвикани штети кон трети лица, а сега ќе зборуваме на тема за каско осигурување.
колку каско осигурувањето и што се подразбира под каско осигурување, колку каско осигурувањето е различно кај различни осигурителни компании, дали во случајов тоа се работи за исти цени како што е и за автомобилската одговорност, бидејќи рековме дека таму е задолжително. Разликата е што каско осигурувањето не е задолжително кај собствениците на автомобили, но што е предноста со каско осигурувањето и кои ризици се офатени преку вашето друштво за застапување во осигурување? Добро што го добивме прашањето, затоа што за да се објасни каското осигурување на автомобилот мора да се спомене автоодговорноста, за што зборувавме претходно. Значи, за разлика од автоодговорноста која ги покрива штетите што ќе ги предизвикаме кај трети лица, каското осигурување ги покрива штетите настанати на нашето возило. Тука имаме покритие во случај на сообраќајна незгода, кражба или провала, присилно одземање на возилото, значи во случај на кражба, злонамерни постапки кон возилото, пожар, удар на гром, експлозија, пат или удар од некој предмет врз возилото, временски непогоди, манифестации и демонстрации. Сега, овие покритија не значи дека се вклучени во секоја каско полиса. Туку ние, како собственици на возило, се упатуваме до застапникот во осигурување и кажуваме од прилика какви покритија би сакале да имаме. Значи, во случај потенцијалните купувачи, заедно со мене, би пополниле на понуда за каско осигурување, која што ќе ја доставиме до осигурителната компанија и врз основ на таа понуда ќе добијаме понуда друга од осигурителната компанија, кои штети би ги вклучиле во нашето покритие, колкава би била осигурената премија и колкави би биле покритијата кои што ние би ги добиле. Значи, станува збор за неколку групи на ризици со кои што се може да се осигурува автомобилот од различни несреќи или незгоди, би рекла, со кои што вие би го фатиле преку таа полиса, колку се такви групи и кои најчесто ги одбираат оние кои што ќе се одлучат преку вас да прават каско осигурување на автомобил? Најчесто се избира една стандардна каско полиса во која што се вклучени сообраќајна незгода, односно штети на возилото во случај на сообраќајна незгода, штети од невремиња непогоди, штети од предмет кој што ќе падне врз возилото и ќе го оштети, манифестации, демонстрации, како дополнително понекогаш се одлучуваат да вклучат кражба или противправно одземање на возилото, а понекогаш се одлучуваат да вклучат и патници во возилото, кои што секако можат дополнително да се вклучат и во каското осигурување. Под кои услови се склучува полисата за каско осигурување? Дали тоа е во зависност од годината на производство на автомобилот, поминати километри, дали зависи од која фирма е или која марка е автомобилот, од што зависи практично за да може да се направи една каско осигурителна полиса, односно ако мојот автомобил е стар 30 години, дали ќе ми направите каско осигурување? Вака, во секој случај ние ќе доставиме на понуда до осигурителната компанија, каде што ќе наведеме колку е старо возилото, колкава би била неговата продажна вредност на пазарот доколку го продадеме сега, дали претходно имало возилото некакви покритија, кои покритија сакаме да ги вклучиме во полисата од каско осигурување, дали полисата ќе биде со франшиза или без франшиза, и доколку редовно сме правеле каско осигурување кај една иста компанија, најверојатно ќе добијаме некаков попуст на премијата која што ќе ја платиме заради лојалност кон истата. Сега, во однос на цената која што ќе ја добијаме од осигурителната компанија, голема улога игра и тоа дали ќе вклучиме франшиза или не. Што значи поимот франшиза? Тоа значи дека ние до одредена сума ќе ги покриваме трошоците за кои би настанале во случај на осигурен случај кај нашето возило. Тоа се најчесто 200, 400 евра, 500 евра. Значи до 500 евра покриваме ние самите, а над 500 евра презема осигурителната компанија.
Значи тоа е како еден вид на граница во Така. однос на тие финансиски делови за Така. склучување на полиса. Без таа доставена понуда до осигурителната компанија, јас лично не се дрзнувам да кажам колкава би била премијата која што треба да се плати, кои би биле покритијата и условите. Затоа што сепак тоа е еден договор меѓу осигурителната компанија и осигуреникот, а јас тука се јавувам како посредник. Односно се трудам колку што можам да ги заштитам правата и на осигурителната компанија и на осигуреникот. Рековме дека вие застапувате практично и за каско осигурување и за автоодговорност со Македонија Македонија осигурување. Практично вие сте посредници и затоа ви треба ви требаат податоците во однос на автомобилот кои што ги доставувате таму и барате понуда од Македонија осигурување. Така. Во однос на делот за каско осигурување се наметнува едно прашање со кое што го започнавме практично разговорот, а тоа е доколку настане одредена штета во странство, Така. дали тоа каско осигурување важи и за таа штета што би настанала во странство? Полисите за каско осигурување најчесто важат на територијата на Република Македонија и на територијата на земјите од Европа. Со исклучок земји кои што се во војна, каде што се употребува нуклеарно оружје, тоа во случајов исклучок би биле Украина и Русија. Меѓутоа, доколку осигуреникот планира да оди со својот автомобил некаде во друга земја, во Азија, во Африка, каде и да е, постои можност да вклучи едно дополнително осигурување, кое што би важело и за надвор од европскиот континент. Да, тие се практично дополнителни услуги кои што би биле вклучени. Да, да. И дојдовме до делот кој што е многу актуелен овој период, а тоа е зелената карта или зелениот картон, точно попознат кај нас. Она што изминатиот период се наметна како прашање или дилема кај нашите сограѓани беше дека зелениот картон нема потреба да го имаме за одредени држави, посебно за соседните земји. Дали тоа воопшто е така, бидејќи мора да се знае, рековме, ако се патува во Албанија, во Србија или во Грција. И поточно, зелениот картон, зашто важи, зашто се употребува, дали има различна парична вредност за која што се плаќа во однос на киловатите на автомобилот и кои се тие цени? Зелениот картон оди рака под рака со автоодговорноста. Ако автоодговорноста е дефинирана како доколку јас нанесам штета на трето лице, осигурителната компанија ја покрива штетата во Република Македонија, тоа важи за зелениот картон надвор од Република Македонија. Значи, јас се заштитувам како лице доколку предизвикам штета на некој странски автомобил, патниците во него или пешак во странство. Без зелен картон не сме да се напушти територијата на Република Македонија со автомобил, без разлика дали станува збор за Србија, Албанија, Молдавија. Имаше шпекулативни информации кои излегоја во јавност дека ќе се укинат зелените картони за во Албанија, Србија, Молдавија, мислам дека беше исто спомната. Меѓутоа тоа беа шпекулации. Значи зелениот картон продолжува да важи како автоодговорност во странство. Така. Практично, зелениот картон не е задолжителна обврска, но доколку се патува во странство, Так. било каде мора да се има, тоа е нешто паралелно или рака под рака со автоодговорноста која што се склучува при регистрација на возило и е законска обврска. Точно. Ова е исто, но важи за во странските странство. земји. Има ли различен тарифник според кој што се оди за зелените картони, бидејќи чинам дека е според киловатите на автомобилот? Така, до 66 киловати цената на годишен зелен картон е 3690 денари, на 66 киловати цената на зелениот картон е 5536 денари. Тука има и месечен зелен картон кој што е поевтин во однос на годишниот и зависи од киловатите на штетите, меѓутоа на тие цени не се сеќавам точно. Да. Точна информација може да проверат слушателите на интернет за месечните зелени карти, затоа што се објавени и се јавно достапни. И тие цени важат за сите осигурителни За компании? сите осигурителни компании, затоа што овие цени практично се ги одредува Националното биро за осигурување. Дали имаме прашање, повели Николче? Весна Невработена, како може да се добие работа во вашата компанија и што тоа би значило?
Значи да, тоа е следното прашање со кое што ќе продолжиме во разговорот и минатиот пат кога разговаравме, спомнавме дека Протектор со седиште во Прилеп, Друштво за застапување во осигурувањето, нуди различни кариерни можности. Беше спомнато од твоја страна дека тоа се семинарите на кои што можат младите луѓе да се запознаат со и да научат различни вештини што понатаму ќе му користат во животот работејќи за вашата компанија, но и за други компании. Кои се тие вештини, на каков начин се гради еден млад човек преку оние можности што вие ги нудите? Токму така, нашата цел е развој на човечки ресурси. Значи, тука нудиме една целосна обука за нашите потенцијални соработници. Обуките се одржуваат на семинари тука во Македонија, на семинари во странство и трошокот за семинарите во странство го покрива нашата компанија. Затоа што на нашите соработници гледаме како на еден вид на инвестиција. Ние инвестираме во нив, затоа што и ние имаме бенефит од нив како компанија. Оние вештини кои што ќе ги научат на тие семинари можат да ги користат во било која кариера, не само во кариера која се однесува на осигурување. Значи тука учат како да бидат добри менаџери, како да менаџираат со човечки ресурси, како да менаџираат со нивни тимови. И оваа кариера е доста платена и нудиме дури и поголема заработувачка од онаа која што би ја заработиле во странство. Така да доколку Весна е заинтересирана за еден вид на соработка со нас, може слободно да и го запишите нашиот телефонски број, да се јави кај нас или таа нека пише телефонски број па ние ќе ја контактираме. Уште еднаш да напомениме за седиштето на Протектор, тоа е во центарот на Прилеп, во близина на пензионерското друштво, значи многу лесно се наоѓате. Јас се извинувам, можеш да ги повториш контактите и адресата на која што се наоѓа Протектор. Така, телефонскиот број за контакт на Протектор е 073 555 006. Лоцирани сме на Илинденска 2Б, меѓутоа канцеларијата е тука, на булевар. Со минување на булевар пред Ластрада, пред Златна Копачка, можат да видат обележана е канцеларијата на Протектор. Рековме седиштето е во Прилеп, но вие практично имате луѓе со кои што соработувате од цела Македонија, бидејќи од она што можам да го забележам и од вашата веб страна, но и од Facebook страницата на Протектор, имате застапници и луѓе кои што работат со вас со договор на дело и тоа да го напоменеме, за да може да имаат дополнителна заработка покрај она што имаат ако се вработени во друга компанија. Тоа значи дека секогаш имате потреба од луѓе кои што сакаат и дополнително да заработат, но и да се чувствуваат дека со тоа се надоградуваат и себе си преку овие семинари кои што ги правите. Дали веќе го имате и планот за семинари кои што ќе го има Протектор наредниот период за цела година? Еве сме така речи веќе на 1/3 од годината. Да, планот за семинари е изготвен минатата година, уште минатата година и веќе активно се спроведуваат и семинарите тука и семинарите во странство. Лина, пред крајот на разговорот да напоменеме за онаа тема која што деновиве може да се сретне, а тоа е дека се одбележува глобалната недела посветена на парите или финансиските можности. Она што јас лично го забележав е дека во одредени училишта, факултети, средни и основни училишта се разговара околу тоа што значи, што се тоа пари, што е домашен буџет, како да се менаџира со парите, како се одбележува глобалната недела на парите во Протектор и во осигурителните друштва, што значи тоа и дали на таков начин еве ние како граѓани повеќе би се запознале во дел кој што, еве за себе ќе говорам, не сум имала можност да го научам во училишните клупи или во студентските денови. Глобалната недела на парите традиционално ја одбележуваат финансиските регулатори. Тука се Агенцијата за супервизија во осигурување, Министерството за финансии, Комисијата за хартија од вредност, МАПАС, кои со голем број на активности во престојниот период, практично од 1 до 15 април е таа глобална недела на парите, вршат едукации за сите возрастни групи. Годинава настапуваат под мотото "Размисли пред да заследиш за безбедност на твоите пари во иднина".
think before you follow, wise money tomorrow. Значи, предпоставувам дека регулаторите сакаат да го подигнат нивото на свест кај младите, па и кај постарите, за она што секојдневно го кликаме на интернет, на социјалните мрежи, потоа се чудиме како исчезнале нашите пари од картичка. А во протектор за зголемување на свеста на парите, постојано потенцираме, не ни е потребна само глобалната недела на парите, туку постојано се трудиме да ги едуцираме нашите клиенти, колку е важно тие да ги штедат своите пари, како да ги штедат, како да ги инвестираат, затоа што тука ја имаме полисата Протектор, за која што сме ексклузивни застапници, представува една одлична можност и за инвестиција и за штедење во иднина, а при тоа нуди заштита од 21 тешка болест, смрт од болест и смрт од несреќен случај. Да, тоа беше темата која што говоревме. Минатиот пат зборувавме за полисата Протектор. Сега она што мислам дека не го спомнавме, а се однесува на автоодговорноста. Нудиме можност за плаќање на рати, на 12 рати во договор со нас. Секако, осигуреникот доаѓа и еднаш месечно врши уплата на својата премија. Тоа представува олеснителна одговорност, затоа што доколку одеднаш треба да плати за регистрација, одеднаш треба да плати за осигурување, треба да издвои една, ајде да кажеме, за некого може не звучи сериозна сума, но за некој тоа е дури и голема сума, а автомобилот свесни сме дека представува потреба во денешниот начин на живот. На крајот уште да напоменеме на каков начин ги исклучувате овие полиси за осигурување, било тоа да е за автоодговорност или за зелен картон или за каско осигурување, животно осигурување, дали мора оној што е заинтересиран да дојде до вашите канцеларии или пак тоа го правите и на терен, практично одите во домот за да може на лице место да поразговарате и да му ги понудите условите. Во случај клиентот да е заинтересиран за каско осигурување или за полисата Протектор, може да дојде во канцеларија, може да се договориме да се сретнеме надвор од канцеларија. Меѓутоа, во случај да е заинтересиран за автомобилска одговорност или за зелен картон, нема потреба од дополнително среќавање, објаснување објаснување кој би траело со часови. Тоа може да се направи во нашата канцеларија. Би му објасниле какви покритија добива во автомобилската одговорност, какви покритија има со зелениот картон, што дополнително може да вклучи. Полисата се добива веднаш, значи во рок од 5 минути може да се изготви полисата, клиентот да ја земе и да се упати на технички преглед и на регистрација за своето возило. Ми останува да се заблагодарам за гостувањето и за темите кои што ги начнавме, а се актуелни, се тоа практично полиси кои што вие како друштво за застапување во осигурувањето го нудите. Овој пат за овие полиси за кои што одговаравме и услови сте поврзани со Македонија осигурување. Јас се надевам дека нашите сограѓани научија и се информираа во однос на тоа кои услови се, каде се наоѓа Протектор, со кого може да разговараат, но во исто време и младите луѓе кои што се заинтересирани за кариерни можности за работа во ова друштво за застапување за осигурување, исто така може да најдат и своја иднина. Ти благодарам уште еднаш и се надевам во следното гостување ќе имаме исто така интересни теми за разговор за кои што ќе дознаеме нешто повеќе. Ви благодарам и вас за интересот. Автомобилската одговорност е секогаш актуелна и интересна тема, така да се надевам дека граѓаните научија нешто плюс. Благодарам ви. Благодарам.